Благодарам, председателе. Почитуван заменик министре, многу ми е јасно од кои два буџетски извори се обезбедуваат средствата за туризам, но исто така ве уверувам, предходно беше друг заменик министер за финансии, дека како сум стапната овдека од 2020 година, средствата за поддршка и промоција на туризмот константно се кратат, дури и во време на пандемија, дури и во време на воени конфликти. Јас на вистина жалам што ни гувате овој амандман и верувајте, истиот го поднесувам по четврти пат од причина што сите дестинации кои работеа со формите на туризам кои што се наведени во амандманов не забележаа пад на бројот на туристи дури ни за време на пандемијата. Значи во ред е да има средства, меѓутоа средствата не се доволни. Уште 4 буџетски извори да има, ако не се доволни средствата, не се доволни. И самиот директор на агенцијата константно предупредува дека средствата за туризам се недоволни во буџетот и секоја наредна година како слаба страна и како закана се наведува малиот буџет на буџетски средства, на малиот износ на буџетски средства за функционирање на агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Значи ние и претходната година амандмански ги предложивме сите овие форми на туризам, токму затоа што знаеме дека само така и македонскиот туризам нема да забележува падови. Ама вие и лани ни ги одбивте затоа што тоа е вашата реална и искрена грижа за туризмот и туристичкиот развој во Македонија. Интенцијата на овој амандман е унапредување и промоција на туризмот во земјата и странство, промовирање на вкупниот туристички потенцијал и развивање и промовирање на нови туристички понуди. А целта е унапредување на туристичката понуда, зголемување на бројот на туристи, зголемување на бројот на ноќевања, промоција на туристичките потенцијали на таргетирани пазари, етаблирање на Република Македонија како туристичка дестинација во светот, како и решавање на проблемите кои го засегаат туризмот во Република Македонија. Значи, накратко, нашиот амандман што денес го одбивате е фокусиран токму на унапредување на туристичката понуда преку развивање и промовирање на нови форми на туризам. За да биде уште потрагично, како што кажав, почнувајќи од 2020 година, континуирано се кратат средствата за развој на туризмот, буквално човек да си помисли дека туризмот ни цвета, дека константно се зголемува бројот на туристи и ноќевања, дека сме развиена туристичка дестинација, па нема потреба за повеќе пари и средства во оваа дејност. Не, колеги, ако сакаме развиен туризам, за тоа се потребни средствата кои ги кратите, за тоа е потребен развоен фонд за туризам, амандманов што ни го одбивате. Понатаму, не знам дали не сте координирани со директорот, дали и колку тој се труди или вие не сакате да го слушнете, но еве што истиот тој изјави минатата година. Следните 3 до 5 години, од кои веќе една замина без ништо видливо да се направи за туризмот, во фокус на голем број туристи ќе бидат националните паркови, руралните средини, престојот во природа, активностите во дестинациите и малите сместувачки капацитети. Ете, токму овој амандман значи можност за развој на бројни форми на туризам, кои освен туристички развој значат и локален економски развој. Сега да го појаснам амандманот. Значи бараме 70 милиони денари за формирање на посебен развоен фонд за туризмот и угостителството, да не ги наведувам повторно сите форми на туризам, бидејќи ќе повторам сите дестинации кои работеле со овие форми на туризам лани не забележале пат. Значи, почитувана македонска јавност, амандманот го поднесовме затоа што сметаме дека наша главна цел и стратешки приоритет мора да биде континуирано зголемување на бројот на туристи преку градење нов модел за развој на туризмот и креирање на нови туристички понуди и форми на туризам, јакнење на капацитети со цел промоција на земјата како атрактивна туристичка дестинација со богати туристички содржини. За достигнување на стандардите во туризмот и угостителството за потребите на туристичкото стопанство наитно е потребен развоен фонд за туризам и угостителство, каде што со посебни критерии и услови достапни за сите мали и средни предпријатија
од областа на туризмот и посебно од угостителството, ќе се доделуваат финансиски средства за унапредување, реновирање и адаптирање на своите објекти според светските стандарди и норми, како би добиле напреден и сериозен туризам, прилагодување, односно вклопување на туристичката понуда во нивните аранжмани, како и осмислување на сопствена туристичка понуда со добро осмислени приказни. Со субвенционирањето на угостителските капацитети, кои би добиле статус зелени хотели, замислата ни е да го мотивираме и да го поддржуваме развојот на еколошко одговорни угостителски капацитети, во кои би се упатувала целна група екологисти и љубители на природата. Статус зелен хотел или зелена звездичка би се добивале врз основа на соодветни критериуми од типот користење техничка вода, еколошки детергенти, биоразградлив отпад, зелено обкружување, градини со можност за наблюдување на растителен и животински свет. Со предлогот за евидентирање и промоција на верските објекти сакаме да ја засилиме и промоцијата на верскиот туризам, која подразбира истражување на целните пазари во кои е развиен верскиот туризам и прилагодување, односно вклучување на туристичката понуда во нивните аранжмани, како и осмислување на сопствена туристичка понуда од областа на верскиот туризам. Со предлогот за развој на велнес, спа и здравствен туризам, спортски, адреналински, ловен и риболовен туризам, сакавме да се залагаме за стимулирање на инвестиции во модерни туристички велнес, спа и здравствени центри преку промоција на можностите инвестирање пред домашните и странските компании. Фокусот да биде ставен на привлекување на инвеститори во региони во кои постојат наоѓалишта на термоминерална вода, пред се во регионот на Штип, Кочани, Катланово, Куманово, Гевгелија и Струмица, но и на нови локации. Македонија располага со огромен потенцијал за развој и промоција на активниот спортскиот туризам, кои за жал во светската јавност се малку промовирани и понудени за посета. За таа цел идејата ни беше да направиме поголем број на репортажи и спотови за оваа намена, а истите да бидат и промовирани како туристичка на меѓународните саеми, настани и конференции со цел нивна афирмација и избогатување на туристичката понуда на нашата држава. Не треба да го изоставиме ниту медицинскиот туризам, кој е се повеќе во подем со акцент на денталниот и козметолошкиот. Со изработка на студија за развој на алтернативни форми туризам во Република Македонија би се надополнила националната развојна стратегија, но овде акцентот би се ставил на алтернативните или селективните форми на туризам. За таа цел јавноста и туристичкиот сектор да определат кои се најважните и најквалитетните селективни форми и како тие би се развивале и унапредувале во период од 5 години. И за крај, со амандманов предвидувавме развој на пристапен туризам, кој подразбира уредување на плажи за лицата со посебни потреби, за и нив да им дадеме да ги уживаат благодетите од туризмот. 1/3 од светската популација е потенцијален корисник на пристапниот туризам и заедно со нивните семејства тоа би значило околу 2 милиарди луѓе. Сметаме дека сите луѓе заслужуваат еднакви привилегии и навистина ми е жал што не дозволувате туризмот да стане привилегија за сите и сите да ја почувствуваат радоста и благодетите од туристичкиот одмор. Цело време го споменувате и се вадите на конфликтот во Украина во текот на расправата за ребалансот и јас ќе ви кажам, колеги, дека од тој конфликт повторно прв на удар и најпогоден се најде туризмот. Ама мерки за туризам нема, затоа што никако оваа ваша влада да свати дека туризмот е составен и значаен дел од економијата. Не знам веќе како да ви там. Заради психолошкото чувство на несигурност ги изгубивме рускиот, украинскиот и полскиот пазар. Намалени се групите на нашите традиционални посетители од Белгија и Холандија, а откажани се и голем број аранжмани или дај Боже можеби ќе се реализираат, но немаме гаранција. Ситуацијата е најкатастрофална заради несредените работи дома. Понатаму, еве да ви речам уште едно браво, бидејќи не сме знаеле да кажеме браво. Кажувам браво за тоа што на Комисијата за економија заедно го поминавме законот за трговија, но зошто се уште не е донесен и зошто се уште во туристичките места не се работи во недела, тоа власта се знае. Дополнително, состојбата со плажите во Охрид е жив сведок за тоа како владее правото во оваа наша Македонија. После плажите во Охрид треба само да ги погледнете плажите во Струга, каде што законите не важат. Како да станува збор за две различни земји, а не соседни градови. Епа премногу е
Ги со прст не мрднавте за туризмот и немо го гледате како пропаѓа. Во меѓувреме, додека пред очи ни пропаѓа туризмот, не ни останува ништо друго освен и понатаму да ги очекуваме најавените блогери и инфлуенсери кои најверојатно ќе дојдат заедно со Google и Facebook, кои пак неколку години чекаат на граница и никако да стигнат, иако по нив ојде и најавената Формула 1. Жално за македонскиот туризам. Ви благодарам. Благодарам, колешка Петковска. За реплика е пријавена